Да, библиотеките е една од најубавите простории во кои може да се помине дел од детството. Така беше барем во наше време. Во денешно време со технологијата се менуваат нештата, меѓутоа библиотеките остануваат символ на еден сегмент од животот на луѓето, символ без кој едноставно нема општествен живот. Ова утро Снежана Стојчевска, директорка на градската библиотека Браќа Милоници Скопје, е гостин во Македонија на утро, поводот е денот на библиотеките, 10 ноември. 15 ноември е роден денот на библиотеката. Велиме добро утро. Добро утро. На 15 ноември го славите роден ден, од 78 години постоење и го отворате реновираниот оддел за литература за деца. Сакаат ли децата да читаат? Па, децата се разбира дека сакаат да читаат, меѓутоа тука има неколку клучни фактори. Тоа е најпрво семејството, потоа училиштето и трета е библиотеката и библиотекарите кои развиваат љубовта кај децата. Нас ни се од голем интерес децата, бидејќи тие се нашите идни читатели. Тука се создава читателската публика што ќе биде во иднината. Затоа огромно внимание им посветуваме и токму затоа решивме да го реновираме и да го модернизираме одделението за детска литература, за да биде по-примамливо за децата да дојдат да го посетат. Многи јубилеи во овие неколку дена, 10-ти е денот на библиотеките, 15-ти е роден денот, 13-ти е денот на Скопје, целосно посветен е ноември на роден денот на библиотеката и на ослободувањето на град Скопје. Имате ли нешто по овој повод, подготвувате ли нешто? Целиот месец во градската библиотека е посветен на Скопје, по повод ослободувањето на Скопје 13 ноември. Го започнавме месецот со изложба на Анита Палчевска. Изложбата беше под наслов Скопје Motion. Таа изложба ќе трае целиот месец. Потоа на 7 имавме разговор со авторот на книга на месецот, Урбани легенди. Во понеделник на 13 имаме два настани, еден во главната библиотека, промоција на Моника Илкова, таа има книга Книжевните мапи на Скопје, додека во библиотеката Другарче има детска програма со книги за деца, исто посветени на Скопје. На 15 е, како што кажавме, отварањето на новиот оддел. Тука ќе имаме представа, детска представа и секако обраќање по тој повод. Потоа продолжуваме целиот месец до крај на месецот со настани исто посветени во овој дух на Скопје. Без читање едноставно нема писменост, тоа мора сите да го знаеме, без разлика во каква форма се наоѓа општеството, колку е дигитализирано и така натаму, едноставно буквите создаваат слики, односно тој што чита самиот си создава слики во главата и го развива животот. Бевте неодамна на еден форум на Библиотечната унија во Кина, големо библиотекарско случување и настанот светски калибар. Колку е тоа значајно за нас како земја, за вас како библиотека, да бидеме присутни таму и да ги пренесеме искуствата кои што таму се сублимирани? Тоа е од огромно значење. Настанот беше од светски калибар. Тоа е во организација на Унијата на библиотеки од Кина и земјите од Централна и Источна Европа. Ние имавме чест, јас и мојата колешка Ивона Џамтовска-Јанкуловска да присуствуваме на овој форум и да ја представиме Македонија со една тема во која беше офатено нашето работење. Многу беа заинтересирани да слушнат што ние имаме да кажеме и да применат дел од нашите искуства. Исто така, тоа што ние го слушнавме беше многу целосходно за нашето работење понатаму. Тоа што мене ме фасцинираше, не само архитектонски гледано на тоа како им изгледаат библиотеките, ќе кажам една работа, дека таму моловите беа на 4 ката, а библиотеките на 7. Добро, во Кина да си писмен треба да знаеш 3500 знаци минимум, така што тоа јасно ни кажува за каква култура се работи. Библиотеките беа импозантни, меѓутоа не само како изгледа, туку најмногу ме фасцинира односот што го имаат кон културата и кон книгата. Исто така многу се свесни за значењето на корените, односно големо внимание обраќаат на старите и ретки книги и ракописи од нивните династии и тие книги ги собираат и ги реобјавуваат.
Навистина е посебно искуство. Кина е колевка на културата и на традицијата, така што може само да учиме. Со континуитет од 6 века, 6 милиони. Тоа доволно зборува. Зашто зборуваме сега? Доволно кажува зашто зборуваме сега. Тековните програми, стратегијата и активностите на Градската библиотека, како отворена библиотека за сите читатели, како културно јадро за сите деци, имате посебна подршка за млади креативци, здружени организации и фестивали. Читаме современи македонски автори. Пред да преминеме нови активности, што е ли вашиот впечаток? Колку македонците си ги знаат своите автори? Колку македонците си знаат својата историја, својата култура преку книгите? Ги читаме ли? Ги бараме ли? Знаеме ли кои се тие книги? Да бидеме искрени, да нека слушне искрено, јас сум тука на оваа позиција година и пол и кога дојдов состојбата не беше баш добра. Јас самата сум автор и тоа ме погоди и лично и професионално и затоа дојдовме до идеја и до реализација на кампањата Читаме современи македонски автори и можам да кажам дека стана еден тренд и дека го прифатија и други библиотеки, меѓутоа гледам дека има поголем интерес и во библиотеката и во издавачките куќи за македонските автори и сметам дека треба повеќе да го цениме тоа што го имаме, бидејќи имаме непроценливо богатство и треба да се ги знаеме авторите кои ни се, што создаваат, меѓутоа сметам дека со време треба да се избориме самите за тоа. Нека не биде кампања, нека биде континуирана програма за континуирана еве веќе втора година, планирам и понатаму, се надевам дека ќе успееме во тоа. Вие сте автор, кој може поблиску да му долови на човекот она што се случува во денешно време од свој човек, значи од оној кој што размислува на истиот јазик. Зошто не ги во наводници сакаме или почитуваме толку нашите домашни автори? Дали е тоа некој тренд кај нас или што вели вашиот впечаток? Повторно искрено, јас мислам дека е некој пак комплекс на помала вредност што не треба да го имаме, бидејќи навистина имаме импозантни автори. Исто така мислам дека влијае и социјално-економските услови. Тоа го разговаравме со некои автори дека најпрво треба на човекот да му се решени сите финансиски и материјални услови за потоа да има квалитетен живот. А квалитетен живот опфаќа здрава исхрана, спортување и културно воздигнување, културно и духовно воздигнување. Ако ние чекаме да ни бидат решени сите проблеми за да живееме убаво, ќе си значекаме и ќе ни помине животот во чекање. Значи одиме да се подсетиме за наједноставниот начин на зачленување во библиотеката. На символични цени имате, предпоставувам дека е тоа нешто минорно за да може книгата да биде достапна до секого. Годишна членарина за зачленување во библиотеката е 300 денари, за деца до 7 години е бесплатно, групно зачленување е 150 денари, со тие членски годишни картички можат да ги користат сите услуги на библиотеката, тоа е заемување на книги, но и користење на читалните. Морам да кажам дека читалните се многу популарни кај студентите, обслужуваме студенти не само од Скопје, туку од цела Македонија, имаме и странски студенти од Турција и од другите земји кои студираат тука. Исто така во библиотеката Другарче имаме курс по англиски јазик и игрална за деца од предучилишна возраст, која работи од 12:30 до 2 часот. Така да ги покануваме и на сите настани што ги организираме. Сите настани се бесплатни, отворени за публиката и можат да не следат на социјалните медиуми и да се информираат за нашата програма. Дел од нас студентските денови ги поминаат таму, бегајки од гужвите, бегајки од дистракциите што беа околу нас. Завршивме факултети во оваа библиотека благодарение на тие простории кои што постојат. Благодариме што постоите, ви благодариме што тежнеете да го кренете да ја кренете свеста за присуството на македонските автори, на македонскиот пишан збор. Остануваме понатаму заедно во оваа борба за одржување на македонската литература. Ви благодариме уште еднаш за минутите одвоени овој. Ви благодарам и јас на поканата и ве поканувам на 15 на отварањето на одделението за детска литература.